Добар ден, почитувани. Американскиот председател Џо Бајден со неговите први потези го потврдува она што го ветуваше, односно дека Соединетите држави ќе ги обноват сојузите и повторно ќе се ангажираат со светот. Што може да очекува Македонија? По 4-годишната доктрина, најпрви на Америка, на Доналд Трамп, Џо Бајден повторно ги приклучува Соединетите држави кон Парискиот климатски договор и Светската здравствена организација. Неговата администрација се очекува да се соочи со многу надворешно политички предизвици. Од враќање на договорот за контрола на нуклеарната програма на Иран и обновување на договорот за контрола на нуклеарните арсенали со Русија, до спротивставување на се понаметливата Кина и безбедностните ризици во Авганистан. Но тука се и домашните проблеми и поделби. Веднаш откако положи заклетва како американски председател, Џо Бајден вети дека ќе смени улогата на Соединетите држави на светската сцена и ќе ги обнови затегнатите односи со сојузниците по 4 години на Доналд Трамп во Белата куќа. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. We'll be a strong and trusted partner for peace, progress and security. На неговиот прв ден на функцијата, Бајден потпиша голем број извршни наредби за промена на политиката на Трамп. Тој започна 30-дневен процес за повторно вклучување на Соединетите држави во Парискиот климатски договор и ја заврши забраната за патување од претежно муслиманските земји. Но пандемијата COVID-19 е таа за која Бајден вели дека му е најголем приоритет. Тој планира да ги зајакне напорите дома, но исто така сака да води и на глобално ниво. Бајден ќе ги задржи Соединетите држави во Светската здравствена организација и ќе го врати американското финансирање откако администрацијата на Трамп објави дека го повлекува членството во минатата година. That the United States plans to work multilaterally to help lead the collective effort to strengthen the international COVID-19 response and address its secondary impacts on people, communities and health systems around the world. Бајден исто така се очекува да ги вклучи сојузниците на Соединетите држави за да помогнат во предизвикувањето на растечкото глобално влијание на Кина. We look at China, there is no doubt that it poses the most significant challenge of any nation state to the United States. When we are working with, not denigrating, our allies, that's a source of strength for us in dealing with China. Сепак, бидејќи Пекинг расте наметливо на меѓународно ниво и е репресивен дома, Бајден сигнализира дека не брза да ги острани увозните тарифи што Трамп ги воведе врз кинеската стока. Concerns about China have increased considerably since the start of the pandemic. Indeed, getting tough with China on trade, investment, and human rights is one of the few areas in foreign policy that is ripe for bipartisan cooperation. Бајден се очекува да заземе поостар став и кон рускиот председател Владимир Путин од честопати помирувачкиот тон поставен од Трамп, особено кога станува збор за сајбер нападите и човековите права. Советникот на Бајден за национална безбедност Джейк Саливан веднаш го осуди апсењето на рускиот антикорупционер Алексеј Навални при неговото враќање во Москва на 17 јануари. Навални се наоѓаше во Германија, закрепнувајќи од скоро смртоносното труење за кое тврди дека било нарачено од Путин, нешто што Кремљ го негира. Администрацијата на Бајден исто така се соочува со предизвик да се заозда Русија кога станува збор за закани во сајбер просторот. Американските разузнавачки агенции соопштија дека Русија веројатно стои зад невидените широко распространети системски пробиви низ американските владини агенции и компании од приватниот сектор. Тоа било тема во првиот телефонски разговор меѓу Бајден и Путин. При тоа тие најдоа заеднички јазик околу контролата на оружјето и се согласија да продолжи новиот стар договор за контрола на нуклеарното оружје пред неговиот истек на почетокот на февруари. Сепак постигнувањето нов договор што ограничува иранската нуклеарна програма ќе биде многу потешко.
Во 2018 година администрацијата на Трамп еднострано ги повлече Соединетите држави од заедничкиот сеопфатен план за акција и им удри тешки санкции на Техеран. Бајден рече дека би сакал Соединетите држави да му се приклучат на договорот, но исто така сака ограничување на ракетните способности на Иран. Надворешната политика на Бајден сепак може да биде засенчена од настаните во Соединетите држави. Нападот врз зградата на Капитол од страна на про-Трамп бунтовниците ја истакна опасноста од домашен тероризам. И Бајден рече дека сака да се фокусира врз заздравување на домашните поделби и обединување на земјата. And all of this, I think, places very sharp limits on how much political capital Biden can afford to invest in foreign policy, at least in the near term. Секако постојат многу предизвици за надворешната политика во следните 4 години, кои се уште не се откриваат. Но она што е јасно е дека новиот председател на Соединетите држави брзо се движи кон промена на насоката и тонот на надворешната политика на неговата земја. Новата американска администрација се очекува повеќе да се ангажира и на Балканот, а со тоа и во забрзувањето на патот на земјите од регионот кон Европската унија. Секако тука спаѓа и своевидното вето на Бугарија за започнување на пристапните разговори на Македонија со Унијата. Дипломатите сметаат дека дополнителен импулс за оптимизам представува и очекуваното подобрување на односите меѓу Соединетите држави и Европската унија. So help you God, so help me God. Congratulations, Mr. President. Новата американска администрација, предводена од председателот Џо Бајден, се очекува повеќе да се ангажира во евроинтегративниот процес на Северна Македонија и проблемот со Бугарија, имајќи ги впредвид пораките кои во изминатиот период доаѓаат од стратешкиот партнер на земјава, велат упатените. Согласно најавите се очекува Западен Балкан да биде еден од приоритетите на Соединетите држави кои имаат незавршена работа и затворањето на целото прашање ќе биде интегрирањето на Западен Балкан, вклучувајќи ја Македонија во Европската унија, вели поранишниот амбасадор Огнен Малевски. Се очекува подобрување на односите меѓу Соединетите американски држави и Европската унија, што ќе биде дополнителни импулси за овие побрзи интеграции на Западниот Балкан. Ти имаат барем очекуваме да имаат, како во минатото, еден редовен диалог и координиран настап, нешто што изминатите 4 години отсуствуваше. И председателот на Евроатлантскиот совет и надворешен советник на премиерот Исмет Рамадани вели дека се враќа соработката на Соединетите држави и Европската унија, а тоа автоматски значи и влијание во регионот. Ако се приклучи, а верувам дека така ќе биде САД во односите на Европската унија, односно таа нивна стратегија за Западен Балкан и биде во испомош САД, тоа се разбира дека ќе биде нешто што ќе покаже резултати. Првите пораки на Соединетите држави кон Бугарија веќе пристигна и тие се првишниот сигнал кој го кристализира нивниот став, додава Малевски. Дали ќе има потреба од повеќе? Мислам дека ќе го знаеме тоа после изборите во Бугарија со новата влада и колку таа ќе покаже слух за пораките од Вашингтон, но и од Брисел. Очекувам дека и од таму ќе има одреден притисок. Во секој случај, мислам дека е исклучително важно координираното делување на Америка и Европска унија во поглед на Западниот Балкан, додека и конечно и ова најгорливо прашање за нас, почнување на преговори и водење кон членство во Европската унија. Американската администрација ќе го искористи сојузот во НАТО како влијание за поефикасна интеграција на нашата земја во Унијата, а сега ни треба и помош со Бугарија, чиј однос не кореспондира со стандардите на овие сојузи. И тука е нашата предност, смета Рамадани. Се очекува според него Соединетите држави и Унијата да го почитуваат пред се идентитетот и јазикот. Очекуваме дека и американската администрација и Европската унија ќе мора да го почитува тоа што е минимум стандард и критериум, посебно кога се во прашање идентитет, јазик и културни особености.
Евроамбасадорот во Скопје Девид Гирд неодамна изјави дека Северна Македонија и Бугарија треба да го решат спорот на билатерална основа и земјава да ги забрза реформите. Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа се отворени за вашите мислења и коментари за тоа какви промени може да донесе новата американска администрација на председателот Џо Бајден во светот и особено во регионот. Довидување, почитувани.